Драги приятели, noćeска odlučih повторно да не пишувам, значи повторно се дружиме вака преку видео порака, бидејќи има многу интересни работи и на светската глобална сцена, на политичка, како и на нашава. Прво на нашава се случија многу работи и поборав да видам што е во прашање. Значи, поборав да го слушнам говорот на планетите, кој мора да кажам дека многу не ми се допадна. И затоа сакам да ви го протолкувам. Значи пред нас, или поточно пред Македонија, е голем бурен политички период, бидејќи во моментот Јупитер, кој некој го представува странството, е во 12 поле на Република Македонија, а некаде од 21 јуни до 17 октомври ќе биде ретроградно, 12 поле на пријатели, поле на подсвеста, а веќе од 23 мај, значи од утре, и Сатурн е ретрограден, а уње владетел на 10 поле во 11 поле, а тоа е поле на политички издруженија, значи ќе почнат непринципијални коалиции и може да почне полека да се руши владата. Значи предстојат многу процеси, бидејќи Марс е во 4 поле, а тоа е домот, а Марс е во истина планета, ке се можни конфликти. Значи премиерот Зоран Заев е пред него една работа што треба сам да одлучи дали самиот ќе го распушти парламентот со шанса или можност да добие. Па и да ги добие парламентарните локалните избори, бидејќи самата влада полека влегува во рецесија, а инаку изборите се неминувани. Дали тоа ќе се случи преку улица или сам ќе го направи, а во меѓувреме неговата најдобра соработничка, како сме така се каже, ја би рекол неговиот погребник, министерката за образование Мила Царовска, кој излегува со налудничеви идеи, особено во дека децата треба да учат дека се граѓани на Република Македонија, значи да не се дека не се македонци, идентитетот да ги укинува, тоа е погреб. Зашто погреб? Предизвикува гнев кај македонскиот етнички македонски гласач, кој е гневен онака на промената. Немето ово само што ќе долие онака што беше направено, значи масло или зејти на огинот или нафта, како сега те каже се. Јас сметам дека ово премиерот Зоран Заев нема да си го дозволи, бидејќи премногу си дозволи и со Мијалков. Со него отвори голема војна и треба, ја му препорачам да обрне внимание на безбедноста, бидејќи сите знаеме дека Мијалков го држи под земјето и најбогат човек е во Македонија, без разлика што тоа јавно не го покажува и јавно податоците не кажуваат. Значи, поставено на премиерот Зоран Заев дали сам ќе ги распише изборите или тоа ќе биде по улични процеси кои може да прераснат и во граѓанска војна. Тоа е поради, кажа веќе, ретроградниот Јупитер, кој почна од 21 јуни до 17 октомври во 12 поле, тоа е поле на подсвест на пријатели, а влада е со 9 поле. Значи може да предизвика, тука да бидат предизвикани и меѓуетнички односи, но и запад или странството да предизвика дестабилизација на Македонија, а веќе, значи, од утре и Сатурн е ретрограден, Сатурн е владетел на 10-та куќа, значи на власта, на владата, во 11 поле, тоа поле на политички издруженија, значи ќе се формираат разни коалиции, значи самиот, ако не го распушти, може да му откажат и коалиционите партнери во владата, да се здружат, бидејќи ова ситуација на никој не одговара, но верувам дека ако го сам направи тоа, најверојатно, ја го кажав многу пати, а претпоставувам дека тоа ќе се случи, ќе го исполни едно ветување кое може да му донесе, можеби, но дава можност победа на изборите, а тоа е да ги качи минималните пензии на пензионерите, кои беа веќе на 10.800, ако не се лажам, значи 11.000
така речно кажано, а тоа се гласачи, исто така да не се лажеме, на ВОМР да помане, бидејќи они што се над 15.000 се повеќе администрации и стандарден гласачко тело е на СДС. Но не би сакало да свати како совет или било што, но тоа е моја претпоставка дека ќе се направи. Но јас не би чекал дури да кренат и некој планети кажа дека се неминовни избори и кога се неминовни конфликти, а да се спречи тоа само може со предизвикување на предвременни парламентарни избори и со распуштање на парламентот. Бидејќи и самата влада и економијата влегува во една рецесија најверојатно, а сега полека гледаме дека запира бактеријата, за мене не е вирус, короната, така може во овој момент тоа е најпаметна работа, ја ги очекувам да се случи. А и уште за нова година, кажа дека оваа година се неминовни парламентарни избори, само зависи кој ќе ги предизвика. Знаме дека е честно мнозинство во собранието, не може да се донесе ни еден закон, секој закон може да се блокира со илјадници амандмани. Видовме дека од дата за преговори нема ништо, дојдоа нови услови од Бугарија, значи во таква ситуација секој што малку размислува би барал нов мандат и справување со проблемите заеднички со останатите партии. Не сакам да ме разберат погрешно ни прицелите од било која партија, бидејќи партиски не сум определен. Пак сум рекол 100 пати дека сум бил на основачкото собрание, но никош не поседал на ВМР никош не сум поседал партиска книжка. Значи, секојаш единствена партија цел живот во мојот живот е Македонија, на кој го имам посветено и животот и творештвото. И никош луѓето не сум ги дел ни по етничка, ни по партиска, ни по верска основа, освен на луѓе и не луѓе. И секојаш сум бил било кој да е на власт, без разлика дали по моја волја, дали го сакам не, но тоа и мене ме представува. И како мојот народ и државата нормално. Знаете, кој си ја сакам. Толку за Македонија за изборите, кои се неминовни и за случувањето, но уште еднаш ќе повторам дека министерката за образование Мила Царовска веќе подолу неколку месеци со незините револуционарни проекти буквално политички го погребува премиерот Зоран Заев. Но тоа не е проблем, кои ќе се сработници, кои ќе се министри. Сега би сакал само за кратко да поминам на светската политичка сцена, поточно насаму до Русија, кој за мене е малку проведен трагикомичен, бидејќи опозиционерот Немцов е убиен точно пред Кремен, а него Западот го сметаш како главен, што малку трагикомично, противник на актуелниот председател Владимир Путин, а само за споредба на последните локални избори, на последните парламентарни избори за нивната дума, Немцов не успеа нити да ги освои тие 5% за да влезе во парламентот и знам дека стана само дел со латинците на некоја локална управа, на некоја општина. Така што они има и помал процент на популарност, една комунистичка партија што Западот неа многу спомнува, она има повеќе од него. Она има некаде околу 14% популарност во Русија, некаде после единствена Русија на, мислам дека на Владимир Путин. Не знам дали пред тоа има некоја друга партија, нема да се за збор. Но сепак со убиството на Немцов пред Кремен требаше да се покаже со прст дека е тоа убиено по налог на Владимир Путин, а толку професионално убиено, што е малку трагикомично и провидно. Значи, ние успеа со Навални да се наруши угледот, напротив се згорим угледот на Владимир Путин и нормално на
владата в Русия на Кремљ, а убиството на Немци уште повеќе ќе го возгорим угледот и индиректно, значи Западот да си пукаше во нога, само ќе зголеми популарноста која е падната, мора да се призна на партијата која го поддржува и која создаде Владимир Путин, Единствена Русија. Ова само ќе помогне да имат поголема победа на есенските парламентарни избори. Драги приятели, ви посакувам добра ноќ, убав сон. И уште еднаш ќе напоменам, не ме слушайте, проверете се што ви кажам и почнете да разбудите се своја глава, не жвакајте со жвакано. Добар сон и убав.